Благодарам, председателе. Не можете да очекувате скапи работи од ефтини луѓе, а скапи работи се чест, достоинство, лојалност кон сопствената држава, а ефтини луѓе кои што добиле доверба од народот да рачистуваат со криминал, да тргуваат со место во управен одбор на некоја институција, не сметам дека е соодветно и токму затоа сме таму каде што сме. Од аспект на моето прашање за платите на АЕК, јас можам да кажам дека сум задоволен, но сакам да поставам уште едно дополнително прашање. Во изминатиот период кажав дека оваа тема доминира во јавноста и можам да кажам дека имаме суштински контакт со синдикатите. Вие се сеќавате кога бевме опозиција дека ние бевме пратеничката група која што ги примаше во собранието, поднесувавме амандмани, на секаков можен начин се обидувавме да им помогнеме. Сега не им правиме како што им правеа господава од лева страна, да ги лажат, да подпишуваат колективни договори, потоа да праќаат тука во собранието закони со кои што нема да ги почитуваат обврските земени од колективните договори. Примени се со соодветна почит, не ги бркаме на клоци од владата, а не инсинуираме, не им лепиме епитети. Тука е заменик министерот за економија, викнати се за консултации за потрошувачки кошнички, заедно со нив креираме решенија. Вие како премиер имавте пресконференции со кои што најавивте покачување на платите во здравството, во образованието. Во буџетот за 2025 година во ставката основни плати има 10 милиарди денари повеќе, најавено е зголемување и во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за одбрана во целост се почитува колективниот договор, како и најавено зголемување на платите и во некои други дејности. Конкретно дополнителното прашање ми е: од едната страна опозицијата обвинува дека овие средства биле малку, а од друга страна кога ќе ги соочите со планот кој што го прифаќаат и синдикатите, бидејќи ние не сме влегле во процес на менување на раководства како што тоа тие го правеа, туку разговараме со истите луѓе кои што со нив седеа на маса и така натака. Од друга страна викаат дека е тоа малку. Така да ме интересира што е вистината во однос на овие тези кои што ги пласира опозицијата. Благодарам.